Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добар ден, во вестите на Сител во 16 ќе гледате. Денеска е Свети Трифун, денот на лозарите, ден кога се кројат лозјата. Сител репортажа од винаријата Монтеко во Кратово. Политичарите им го честитаат денот на лозарите, но не заборавија да си упатат обвинувања за состојбата во која се наоѓа земјоделието. Рубио од Минхен порача дека САД и Европа се нераскинливо поврзани. За премиерот Мицкоски тоа е јасен сигнал за сите сојузници дека светот веќе не функционира по старите правила. Премиерот оствари повеќе средби на маргините на Минхенската безбедносна конференција. ВМРО ДПМН објави слика од Филипче со лицето кај кое се запленети десетици тони марихуана. СДСМ повторно бара одговор за 5 тони марихуана во Србија и вината ја лоцира кај власта. Минимална плата од 600 евра ќе донесе повисоки цени и повисока инфлација ако нема повисока продуктивност, тврдат дел од економските експерти. ССМ тврди продуктивноста на македонскиот работник двојно е поголема од платата. Од сителовите репортери на теренот, Мирјана Давидовска за одбележувањето на Свети Трифун. Православните верници денеска го одбележуваат празникот Свети Маченик Трифун, кој во македонската народна традиција се поврзува со почетокот на пролетните активности и обновувањето на природата. Овој ден има силна символика, особено за лозарите и земјоделците, кои светителот го смета за свој заштитник и покровител. На овој празник традиционално се закројуваат лозјата, обичај кој символично го означува почетокот на новата лозарска година. Нашата екипа беше на лозјата на винаријата Монтеко во Кратово, од таму во живо Мирјана Давидовска. Во Кратовското село Железница денеска беше одбележан празникот Свети Трифун, кој е заштитник на лозарите. Со традиционалното закриување на лозовите гранчиња беше означен почетокот на новата сезона и со молитва за плодна реколта на оваа специфична почва која се наоѓа и на висока надморска височина. Во продолжение погледнете репортажата како сплетот на овие стари лозови гранчиња со најновата технологија се добива квалитетно сортно вино кое веќе ги освојува европскиот и светскиот пазар. О Господи, јавися нам, благословен гради во имја Господне. Со молитва, благослов и традиционално закриување на лозјата по повод празникот Свети Трифун во Кратовскиот регион символично започна новата винска сезона. Свештеникот ги освети лозовите насади, а лозарите со првите засечени гранки ја најавија надежта за родна и успешна година. И благослови го во лозје, запази го од секаква ѓаволска злонамерност и од подмолност на зли луѓе, направи го да принесува навреме плодови. Во лозјата на винаријата Монтеко годинава акцентот е ставен на развој и проширување. Покрај постоечкиот насад од 5,5 хектари Каберне Совиньон, винаријата располага со над 30 нови хектари лозја со разновидни сорти вранец, со што значително се зголемуваат производствените капацитети. Винарија Монтеко во текот на минатата година инвестираше во најсовремени насади нови, во каде што на тие насади засадивме повеќе нови сорти на вина, кои што дополнително ќе го збогатат портфолиото на винаријата. Таму се работи за повеќе како бели, така и црвени сорти на грозје, како што се Пино Грижо, Совиньон Бланк, имаме засадени количини на вранец, мерло и други. Паралелно со работата на лозје, винаријата активно го засилува и своето меѓународно присуство преку учество на водечки европски вински саеми. Винаријата Монтеко во текот на 25-та година учествуваше на престижни интернационални надпревари, вински надпревари, каде што секое наше вино доби, квалитетот на вината беше препознаен и секое вино доби награда. Можам да ги издвојам вранецот кој што се закити со 6 медали. Исто така Филип, нашето куве, кое што исто така има освоено 6 награди на тие надпреварувања. Ние се трудиме да го
одржуваме тој премиум квалитет на нашите вина. Исто така даваме напори да бидеме застапени, да бидеме присутни на сите интернационални саеми за вино. Минатата година посетивме повеќе саеми, како што се саемот во Германија, саемот во Париз. Исто оваа година престојните саеми во Германија секако ќе ги посетиме, како и саемот во Варшава, во Полска, каде што ќе ги презентираме нашите вина и каде што исто така очекуваме позитивни коментари од најголемите светски познавачи. Закриувањето не е само традиција, туку почеток на нов циклус, завет на лозарите, дека и оваа година од оваа специфична вулканска почва на 600 метри надморска височина, од плодот ќе потечат најквалитетните капки вино. Во секое засекување на лозата се крие искуството на генерации, но и визија за модерно производство и нови пазари. Со спој на традиционалното лозарство и современа технологија, Кратовскиот регион се посигурно го гради своето место на винската мапа. Мирена Давидовска, Сител телевизија. По повод празникот Свети Трифун, заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски денеска од неготино упати честитки до земјоделците, посекувајќи им добар род и стабилни повисоки откупни цени. Лидерот на СДСМ Венко Филипче беше во Кавадарци, оттаму освен честитки упатија и критики до владата заради, како што вели, намалување на земјоделските субвенции. Денот на лозарите Свети Трифун традиционално одбележани во Тиквешијата со пораки за поддршка, но и со нова политичка пресметка околу состојбите во земјоделството. Од неготино вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски им го честиташе празникот на лозарите и им посака успешна сезона и повисоки откупни цени. Тој порача дека владата ги исплатила субвенциите во целост и дека поддршката за земјоделците продолжува. Владата ја заврши својата обврска и дека целосно се исплатени субвенциите за сите оние кои што макотрпно работат и произведуваат. Тоа се надевам дека тие е мотив и тие е стимул и за оваа сезона да има добар род и да се што помотивирани земјоделците за што повеќе да сработат. Ние ќе продолжиме да ги поддржуваме и ќе продолжиме да го стимулираме земјоделието. Цените кои што можат да се видат оваа година се навистина добри, а се надевам дека во следната година, односно следната сезона, ќе имаме уште подобри цени и така секоја година ќе одиме нагоре. И лидерот на опозицијската СДСМ го честиташе празникот, посакувајќи богат род, но упати и остри критики кон владата. Обвини дека поддршката за земјоделството се намалува, посочувајќи дека буџетот за субвенциите е скратен за 40 милиони евра, па како што вели Филипче, лозарите нема да ја имаат поддршката што ја имале кога СДСМ раководеле со владата. Кражба, плячка и незаинтересираност за луѓето, имено од кога ги фатија од Европа како крадат европски пари и го суспендира ИПАРД програмот, сега владата ја намалува и програмата за субвенции во земјоделството во целост, од 140 на 100 милиони евра. Значи за цела третина помалку пари ќе имаат сите сектори во земјоделството, сточарството, лозарството, полјоделството, овоштарството и нема да имаат овие земјоделци доволно поддршка од државата како што тоа го имаше во времето на владата на СДСМ. Нови обвинувања реагираа од ВМРО ДПМН. Оттаму тврдат дека СДСМ шири лаги и манипулации за буџетот кој тогашната влада го одвојувала за финансиска поддршка на земјоделството. Владата на СДС никогаш немала издвоено 140 милиони евра за програмата за финансиска поддршка на земјоделството. Вистината е поинаква. Веднаш по доаѓањето на власт, владата предводена од ВМРО ДПМН обезбеди 137 милиони евра за земјоделците. Филипче уште обвини дека владата ги заострува и критериумите за добивање субвенции, па како што вели за да се дојде до државна помош, наместо досегашните 2, сега прагот е зголемен на 5 декари. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Рубио од Минхен порача дека САД и Европа се нераскинливо поврзани. За премиерот Мицкоски тоа е јасен сигнал за сите сојузници дека светот веќе не функционира по старите правила. Премиерот оствари повеќе средби на маргините на Минхенската безбедносна конференција. Минимална плата од 600 евра ќе донесе повисоки цени и повисока инфлација ако нема повисока продуктивност, тврдат дел од економските експерти. ССМ тврди продуктивноста на македонскиот работник двојно е поголема од платата.
Американскиот државен секретар Марко Рубио од безбедносната конференција во Минхен ја ублажи реториката кон Европа и порача дека САД и Европа се нераскинливо поврзани. Пораките на Рубио според премиерот Мицкоски се јасен сигнал за сите сојузници дека светот веќе не функционира по старите правила. Мицкоски оствари повеќе средби, а на тие со претседателот на Европскиот совет и со холандскиот премиер порачал дека овој процес на македонските евроинтеграции мора да биде базиран на реални резултати и реформи, а не да биде понижувачки за македонскиот народ. Разгледани се можности и за нови холандски инвестиции во здравството. Увек за нов правец во меѓународната политика и порака дека САД и Европа се нераскинливо поврзани, американскиот државен секретар се обрати пред европските лидери во Минхен. Говорот на Рубио, кој носи олеснување во затегнатите трансатлантски односи, повеќе пати беше прекинат со аплаузи, иако на моменти испрати јасни критики кон Европа, особено за безбедносните и миграцијските политики. Because for us Americans, our home may be in the Western Hemisphere, but we will always be a child of Europe. The reason why, my friends, is because we care deeply. We care deeply about your future and ours. And if at times we disagree, our disagreements come from our profound sense of concern about a Europe with which we are connected, not just economically, not just militarily. We are connected spiritually and we are connected culturally. We want Europe to be strong. We believe that Europe must survive. Пораките на Рубио според премиерот Мицкоски се јасен сигнал за сите сојузници дека светот веќе не функционира по старите правила. И она кое што особено беше важно неговото обраќање, а тоа е нераскинливата врска помеѓу Европа како континент и Америка како континент, или да бидам попрецизен, како што тој ја нарече Америка дете на Европа. Она кое што тој го порача и беше негова главна порака е дека како партнери и како пријатели треба да продолжиме да соработуваме во светот и не само во рамките на НАТО алијансата, туку и заедно да ги решаваме сите оние безбедносни предизвици, но и економски предизвици кои што се исправени пред нас како два различни континенти, Европа и Америка. Мицкоски на вториот ден од безбедносната конференција во Минхен оствари повеќе средби. Европската интеграција на Македонија била во фокусот на разговорите со првиот човек на Европскиот совет Кошта и со холандскиот премиер Схов. Мицкоски порачал дека овој процес мора да биде базиран на реални резултати и реформи, а не да биде понижувачки за македонскиот народ. Со Схов се разгледувале можностите и за нови холандски инвестиции во здравството. Ние се наоѓаме во истата конституенца заедно со Холандија во Светска банка и Меѓународниот монетарен фонд. По два, тоа се холандските инвестиции во Македонија, но и соработката со мултинационалната компанија Philips и можноста за соработка во здравствениот сектор. И трета тема која што ја разговаравме, евроинтегративните процеси на Македонија во рамките на Европската унија. Мицкоски се сретна и со извршниот директор на Американскиот еврејски комитет, Тед Дојч. Разговарале за зајакнување на соработката, заеднички иницијативи во насока на заштита на човековите права, унапредување на меѓурелигискиот диалог и градење општество засновано на почит, толеранција и слобода. Мицкоски до крајот на денот ќе се сретне и со украинскиот претседател Зеленски. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Запленетата марихуана и натаму тема за партиски обвинувања. ВМРО-ДПМН објави фотографии од Филипче заедно со Тони Котев, во чија фирма се запленети десетици тони марихуана. СДСМ пак одговорноста за наркоскандалот ја лоцираат кај власта, која нема одговор како 5 тони марихуана ја поминале македонската граница. Нови партиски обвинувања по заплената на голема количина марихуана и отварањето на прашања за можна вмешаност на актуелни и поранешни функционери. Од ВМРО-ДПМН објавија фотографија за која тврдат дека го поврзува лидерот на СДСМ со собственик на фирма во која била заплената марихуаната. Евидентно од сликата на која Филипче и Тони Котев стојат рамо до рамо, како петок и сабота, укажува на доброто познанство и соработката помеѓу нив. И наместо СДС и Филипче да прават замена на тези и да бегаат од одговорност, треба да ја одговорат на јавноста зошто се толку вознемирени и хистерични за заплената на овие 30 тони дрога. Дали стравот е испровоциран од инволвираноста на Филипче и Заев во наркотрговијата? Од партијата го повикуваат јавното обвинителство да ги истражи наводите и евентуалните релации во случајот. Од СДСМ пак одговорноста за како што велат наркоскандалот била кај актуелната власт.
Според опозицијската партија, молкот на премиерот, министерот за внатрешни и вице-премиерот биле потврда дека случајот води до врвот на владата. Поминаа 14 дена и се уште нема одговор за неголемиот наркоскандал во регионот, како 5 тони дрога поминаа преку македонската граница и кој ќе одговара. Сите молчат. Мицкоски, Тошковски, Николовски, Трчуловски, Томовски. Па кој во власта дозволил толкава површина да се одгледува во Македонија? Зошто власта не направила ниту една контрола на терен? Зошто не реагирала МВР, здравство, земјоделие и инспекторати? На почеток од месецов полицијата и обвинителството во голема акција во Скопје и Струмичко од фабрики за производство на медицински канабис одземаа 40 тони марихуана. Акцијата следеше откако во соседна Србија беа запленети 5 тони марихуана, за кои тамошните власти рекоа дека влегла од Македонија. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Што се менува со спојувањето на ЦУК и ДСЗ во една институција? Какви се односите во владата по последните вербални преспекти на релација вреди и знам? Што може да се очекува од реконструкцијата на владата со кадрите на СПМ? Бугарија пред избор на нова влада. Што значи тоа за евроинтеграциите? Тема на денот со вице-премиерот за политички систем и лидер на Социјалистичката партија на Македонија, Љупчо Димовски. Минимална плата од 600 евра ќе донесе повисоки цени, а со тоа и повисока инфлација, ако не е проследена со повисока продуктивност, сметаат дел од економските експерти. Сојузот на синдикати пак тврди дека продуктивноста на македонскиот работник е над просекот на светско ниво, односно двојно попродуктивен отколку што е платен. Ако работниците сакаат зголемување на минималната плата на 600 евра, ќе мора да бидат подготвени за повисока инфлација, односно повисоки цени. Експертите велат, примамливо звучи примањата да се зголемат за 50%, но доколку не е подкрепено со зголемена продуктивност, тоа не може да помине без ефекти во економијата. Упорноста на инфлацијата која што ја видовме во текот на 25-та и особено во втората половина од 25-та година, во голема мера може да се припише на динамиката на пензиите која што беше предизвикана од адхок зголемувањата. Во кумулатив тие изнесуваа сега со март ќе изнесува 1000 денари месечно по пензионер. Значи тоа кога ќе го помножите по бројот на пензионери на годишно ниво, добивате некоја бројка која што е над 200 милиона евра годишно повеќе во економијата, што се разбира гледано од индивидуална перспектива е позитивно, секој е задоволен со повеќе примања, меѓутоа тоа е главната причина зошто инфлацијата не можевме да ја собориме побрзо од ова што е ситуација сега. Значи, ако зборуваме за зголемување од тој обем и повеќе по работник, а работници имаме дупло повеќе од пензионери, тогаш може да замислите каков притисок тоа ќе направи врз инфлација. Во меѓувреме, Сојузот на синдикати објави податоци од извештај на Меѓународната организација на трудот, според кои продуктивноста на македонскиот работник е над просекот на светско ниво. Тој е двојно попродуктивен отколку што е платен. Според ССМ, македонскиот работник со минимална плата добива 17% од вредноста што просечно ја создава во еден месец. Продуктивноста во Македонија изнесува околу $34 од одработен час, 1768 денари. Македонија, а пред се македонските работници се продуктивни над светскиот просек, $23,27. Ако се пресмета на месечно ниво 168 работни часа, еден работник е продуктивен, односно создава 297.024 денари месечно. Нето минималната плата во Македонија изнесува 24.379 денари, велат од ССМ. Според синдикатот, постои економски простор за раст на платите и покрај тоа што одредени експерти, газди и функционери убедуваат во спротивното. Иако владата се иззема од трипартитниот диалог и практично остави на работниците и работодавачите сами да се договорат околу евентуално зголемување на минималната плата, економистот Петрески смета дека сите три страни ќе мора да најдат компромис за ова прашање. Во моментов најпрудентното решение се разбира да се цели кон тоа минималната плата да го задржи, да ја задржи својата куповна моќ, односно да се усогласи со растот на цените и просечната плата во претходната година, а штом инфлацијата се смири, тогаш низ еден подлабок диалог базиран на докази, базиран на податоци, во кој што
нели ќе учествуваат трите засегнати страни, работодавачите, работниците и владата, да се дојде до евентуално решение кое што би значило некакво согласување на тој износ. Државната статистика вчера објави дека месечната инфлација во јануари се намалила за 0,7%. Тоа според експертите е добар индикатор, но се уште постојат ризици, како домашни, така и глобални. Тоа значи дека допрва ќе стане појасно дали годинава инфлацијата ќе се стабилизира. Очекувањата на владата се дека до крајот на годината стапката на инфлација ќе биде под 3%. Даниел Василев, Сител телевизија. Стружани се уште имаат забрана за користење на водата од градскиот водовод за пиење. Причината за загадувањето ќе утврдува приватна институција. Приватна институција дополнително ќе утврдува кои се причините за заматеноста на водата во Струга. Стружани се уште немаат чиста вода за пиење, а градоначалникот Ќуре уверува дека се преземаат сите мерки од страна на надлежните институции и се надева дека за неколку дена ќе се реши овој горлив проблем, кој во градот го има со години наназад. Се мисли дека може да е дојдено од земјотрес, може да е дојдено од лица кои работеле од 2020 па пред тоа со копање во горниот дел на базенот, што е можно, но не можам да потврдам со сигурност дека се случува тоа. Исто така, ние веќе имаме нарачено во понеделник да дојдат од Скопје институции приватна која ќе видиме да утврдиме од каде се случува овој феномен. Според Блинков од Инспекторатот за животна средина, секое загадување на питка вода е опасно. Реков, опасно е, да, у секој случај. Секое загадување на изворите питка вода, да речеме за Скопје, од изворот Раче имаме 6-валентен хром од стариот хотспот Жешка точка во Јуохром, доколку еднаш се загади тој извор и практично вечно главниот град ќе остане без питка вода за пиење. Значи, опасноста е сериозна, посебно за изворите за питка вода. Иако според последните анализи на Центарот за јавно здравје заматеноста се намалува, сепак се уште трае забраната за користење на водата од градскиот водовод во Струга. Нина Ритоновска, Сител телевизија. А термалниот потенцијал на село Бање во општина Чешиново Облешево повторно се враќа во развојните планови. Термалниот потенцијал на село Бање повторно се враќа во фокусот на локалните развојни планови на општина Чешиново Облешево. Локалната самоуправа иницира процес за активирање на просторот, каде што некогаш функционирал бански центар, со намера истиот да добие нова намена и современ изглед. Административните пречки поврзани со сопственоста се надминати и целата површина со која располага поранешниот центар сега е во сопственост на општината. Бање е составен дел на општина Чешиново Облешево. Таму поседуваме или имаме како општина еден ресурс кој што е веќе години наназад неискористен и за жал не допринесува нити во развојот на туризмот или на угостителството во општината, нити во државата. Затоа, уште од првиот момент како градоначалник имам идеја, имам визија како и на кој начин таму во најбрзо можно време ќе прерасне во еден голем бањолошки центар. Костадинов посочува дека постои сериозен интерес од потенцијални инвеститори, а концептот на идниот центар ќе се темели на позитивни искуства од веќе етаблирани бански комплекси во земјата и странство. За среќа интересот е доста голем. Има луѓе кои што сакаат да инвестират во оваа гранка, инвеститорите со кои што сум во контакт, сакаат да вложат таму големи финансиски средства, милионски суми во прашање, во евра зборуваме, и се надевам дека ќе видиме за скоро време таму нешто поконкретно. Паралелно со оваа иницијатива се разгледуваат и можности за поширок туристички развој, при што посебен акцент се става на етнотуризмот, како дополнителна содржина што би ја збогатила понудата. За Сител, Траје Ристовски. Иако владата нема намера да им забранува на малолетниците да користат социјални мрежи, туку упатува на родителите, тие се поделени кој треба да го контролира пристапот на малолетници до интернетот и социјалните мрежи. Сите се согласни дека интернет просторот и социјалните мрежи за малолетниците треба да бидат строго контролирани, но останува дилемата кој да го направи тоа,
државата или родителите? Министерот за дигитална трансформација пред неколку дена уште еднаш го повтори ставот на државата, дека таа не сака забрана, туку родителска контрола во рамки на проектот МК Сейфнет, кој што веќе една година се спроведува во училиштата. Овој став го поддржа и дел од наставниот кадар, но родителите пак се поделени околу ова прашање. Јас сум за, имам 3 деца и јас со нив ностоп зборувам за дека не треба да користат. То треба државата си го преземи. А ние како родители како ќе преземиме кога пред 2 години онлайн настава мораше да има телефони. Значи систем образованието пред се треба да му забрани користење. Родителите нормално ќе си го почитува законот. Па и јас сум родител и јас го ограничувам моето дете. Па не знам што да речем. А државата треба да преземи? Да. Ама како ќе превземи државата, џабе? Во мојот дом кој ќе иди да контролира дали така да ние како родители треба да ги ограничиме. Со поделени мислења се и самите малолетни ученици. Јас до некој дел не се согласувам со тоа, бидејќи јас секојдневно сите користиме социјални мрежи, секојдневно. Но треба да има ограничувања? Не. Ја мислам дека не треба да има ограничување. Ја мислам дека тоа е точно, ти може многу лошо да му влија интернетот на некоја млада личност. Поточно во тинејџерските години, оти има многу навредување и треба да се ограничи. Може треба. Оти некои многу ги користат на глупости, на убави работи. Психолозите пак повикуваат на итна контрола поради штетноста на самите процеси. Децата ги губат моторичките вештини, треба да трчат, треба да играат. Играта е важна психолошка, да речам, важен психолошки елемент каде што децата така се развиваат. Исто така се губи многу, гледам кај децата фокус, концентрација, постигнуваат помалку академски успеси, се јавува агресијата, анксиозност, депресија. Дека треба да има контрола на користењето на социјалните мрежи од страна на малолетниците. Согласни се сите надлежни фактори. Но како ќе се спроведува сето тоа во иднина, останува детално да се допрецизира. За Сител, Дарко Штарговски. Полицијата уапси 25-годишен жител на село Малотино од општина Старо Нагоричане, осомничен за убиство на 78-годишна жителка на село Челопек, соопшти денеска СВР Куманово. Како што наведуваат од Кумановската полиција, на 12 февруари осомничениот влегол во нејзиниот дом, физички ја нападнал и со перница ја задушил жената. Вчера во 19:30 во село Драгоманце, општина Старо Нагоричане, полициски службеници од полициското одделение Старо Нагоричане го лишиле од слобода ТБ-25 од село Малотино, општина Старо Нагоричане, поради сомнение дека сторил кривично дело по член 123 од Кривичниот законник. Тој се сомниче дека на 12 февруари во нејзиниот дом физички ја нападнал и задушил со перница 78-годишната МС од село Челопек, по што таа починала на лице место, соопшти полицијата. Увид на лице место во село Челопек извршил јавен обвинител при што било пронајдено безживотното тело на жената. Дадени се повеќе наредби за обезбедување докази и траги од лице место кои ќе бидат предмет на вештачење. Постојат сомненија дека истото лице во претходниот период било извршител и на други кривични дела во Кумановско, зашто по наредба на јавен обвинител интензивно се преземаат действија за испитување на околностите и поврзаноста на настаните. По целосно испитување на настаните ќе биде поведена соодветна постапка, велат од обвинителството. Во продолжение